Денешниот оброк на денот, поточно имаме два рецепти во рамки на овој дел од емисијата. Ќе биде заедно со една дама која што за прв пат имаме во нашата кујна и ќе ни биде драго денеска да ве запознаеме со неза, со незиното секојдневие, со незината љубов кон готвењето и кон кулинарството. Ја поздравувам Валентина Пргомет. Вале, веќе може на ти да преминеме. Добре ни дојде и како си периодов? Благодарам на поканата, добро ве најдов, поздрав до сите, супер сум. Време во малце не зеза, ама добро. Добре, метеопати некако неизбежно станавме, но тоа е што е. Во секој случај добро бегање од секојдневието по некој пат знае да биде готвењето. Дефинитивно. Веројатно за тебе секојдневно е можеби добар издувен вентил или полање на батерии или едно убаво хоби кое што веќе си го живееш секој ден. Споменавме ние утринава дека често викаме во кујната луѓе кои што се активни по социјалните мрежи, затоа што тоа некако стана една интересна навика кај многумина да си споделуваат рецепти, особено нели здрави, па да си ги подготвуваме едни со други и така натака. Тоа е една супер поддршка која што се случува таму во тој Инстаграм или можеби Фејсбук свет на социјални медиуми. Но факт е дека правите убава работа. Конкретно твојот профил е My Everyday Food. Да, не се лажам, така беше? Така е My Everyday Food, ама името му е Homemade Food Corner. Така почна, па после нешто менував и сега вака останува кој што е. Така останува. Да. Како започна и ве Вале да им откриеме на сите оние кои што во моментов се на Тилма целата твоја приказна околу готвењето, бидејќи по професија си правник, меѓутоа ова е едно убаво хоби кое што споменавме дека ти исполнува и некако веројатно уживаш во кујната. Да, значи и кога ќе сум преморена и од работа и да не е од работа, тоа ми е некако креативен свет кај што скроз се исклучувам и тоа без разлика дали веќе имам во план или немам во план што ќе се готви, фрижидерот се отвара и добива некој наплив. Идеите доаѓаат. Да, и тоа многу сам скоро го сватив дека имам некоја таква креативност, затоа што све правев махинално, можам да кажам и поубаво е да признаеш дека не сум имала во растењата некој здрав однос со исхраната, со храната генерално. Сум имала и поголема килажа и така натаму во средно, во основно, па сум варирала и некако почнав повеќе да внимавам, да читам, да вежбам и некако ми дојде тоа поприродно да се насочам сега што е здрава, што е нездрава храна, но да гледам да внесувам што можам повеќе позитивни, нутритивни работи во исхраната и да балансирам. И уживам во тоа секој ден. Тоа веќе се гледа и по тебе, по твојата енергија, веројатно и здравиот начин на живот, сваќаш и ти, а и сите ние се повеќе се фокусираме кон тоа, сваќаме колку е важно да живееме, да имаме здрави навики, да вежбаме, да сме физички активни, да поидеме на планина, да дишеме убав воздух и да јадеме здраво дома или ако јадеме по ресторани, да знаеме што добро да одбереме. Да, дефинитивно. Да, денеска подготвуваме леќа салата и спомена ти и во текот на вчерашниот или разговор телефонски дека некако си забележала дека сакаме како екипа младичко. Ама овој пат имаме здрави бомбици и тоа од бадеми. Од бадеми, да, од непечени бадеми. Од непечени бадеми, цитрусни бомбици од непечени бадеми. Тоа се двата рецепта кои што ќе ги подготвиме. Се разбира Вале многу повеќе, јас тука малку ќе сугерирам и ќе модерирам колку што и можам, нели? И може да си почнеме. Ајде ќе те прашам прво зошто се одлучи за леќа салата? Колку често е дел од твојата исхрана секојдневна можеби општо салатата во било каква форма, но би споменале тука и леќата како многу здрава мешунка, хранлива, ама често луѓето знаат да имаат и одбивност кон истата. Па ние дома леќа и грашак ни се на мени, да кажам, скоро секој ден. Дали е во салата, дали е во манџа, дали е во... Сега многу е хит и тортили да се прават од... Што да се прават, мислиш? Тортили. Од леќа. Палачинки, например, ама нели тоа е нешто слично од леќа? Исто така, многу и во благо ја стават. Јас сега сам тестирам. Да, го ја стават, пошто црвената повеќе неговаа. И јас веќе сега пробувам и да направам и некои ќофтиња од леќа, пошто јас редовно постам среда и петок, не е само сега за Великден, и некако гледам да го надополнам тоа. Ми фали, да кажам, тој момент, пошто вежбаш, си на работа, адвокатот малце поработува, а го бира вчера да биде помеко, но добро, јас ќе ставам само од дел за да не губиме време.
не се секира, имаме време, колку успееме да извадиме од авокадото, извадиме, не е ништо страшно, башка се користи или во секаква форма, не мора баш во оваа во која што ти се одлучи. Да. И да продолжам. Продолжи си. И многу често ја сам луѓето претпоставувам дека избегнуваат заради тоа што имаат дигестивни проблеми. Најчесто околу мене луѓето не сакаат, да, затоа што таа има киселини во неа и обично ја покиснуваат, да кажам, ја варат или ја оставаат преку ног или во топла вода, како и хелдата, например, што има семиња, истото го прават луѓето и го практикуваат тој начин на полесно да се свари во самиот, да. И најчесто тие што имаат проблем гледаат да јадат црвена леќа, пошто претпоставувам дека име, од тоа што јас го имам читано, тоа е така, но претпоставувам и дека име полесно да ја конзумираат на таков начин. И сега таа е полна, зашто ја одбирам посебно, мене така ми се погоди дека вежбам тие денови кога постам. И да јас ќе помогнам околу авокадото, супер, да не се пошто секираш. навистина вкусот, иако е тој без вкус, авокадото е без вкус, некако дава некоја крема во натре. Сега нямаш што е проблемот. Гледаш така. Добро, ќе се обидам на друг начин. Склонош. Да. Зборувај си ти. И покрај тоа што е полна со протеини, има влакна, има нутритивно е многу богата, тоа го знаеме. Дефинитивно е така. И во комбинација во вака со зеленчук, со зеленила, со некои убави работи што дадат заедно е еден супер оброк. Јас оваа салата претежно ја носам, да кажам, на работа. Да, и ме држи сита, да кажам, најмалце 3 часа. Често ја, сега не донесов тортили, но често ја комбинирам со дали домашни, дали купечки, само ги мачкам со малку масло, зачинувам со милени зачини и тоа оди некои 2-3 минути во рерна куку да биде крцкаво или повеќе по вкус. И навистина е, мислам, супер е. Супер е како оброк, држи, лесен оброк, за мене барем е лесен. Што правиш во моментов? Во моментов го имаше тоа авокадо, па чисто да таа гледачите. во Супер виде што го имаше авокадо со авокадово. Правам сос. Го правам сосот од зашто сакам да го. Тоа е како дресинг, нели, модерното зборче за салата. Да биде дресинг и сад јас почнав него да го правам затоа што сакам малку да отстои додека добро, прими малку на вкус. Добра. Да биде по. Значи имаме маслиново, имаме маслиново, лимон и таан. И таан. Да, и јас обично си додавам еве супер што има мешан шарен црн пипер и тоа е супер и сол и после тоа најчесто не додавам во салатата, да кажам дополнително, ама тоа е све преференца, да кажам како ќе ти дојде тебе по вкус. Да. Добро, спомена постиш среда и петок, нели без разлика што сега сме ние во икот на великденските пости. Убаво е тоа, некако станато и од нашите родители. Не знам сега еве ти си пример дека и помладите знаат да го практикуваат. Не знам колку е секојдневие кај луѓето кај нас, но факт е дека се уште нели има луѓе кои што едноставно тоа има начин на живот и претпоставам дека немаш веќе потешкоти што ќе конзумираш во среда, што во петок, затоа што има безброј варијанти за постни оброци. Но колку ти смени во начинот на живење и функционирање тоа постање, затоа што на некој начин тоа е нели и чистење на телото, се прави еден детокс, не се внесува тоа што му смета на организмот, да кажам до некаде. Така што како ти го доживуваш целиот тој момент? Полесно дефинитивно. Повеќе организација си треба, дефинитивно, затоа што јас работам од 8 до 4 и така го избегнувам моментот со тоа што носам оброк на работа и доручек и ручек, никогаш и ужина, зависи, имаме состаноци, може да се случи да останеш, но кога ќе постам тие денови е многу по-тешко, да кажам, во продавница да го најдеш тоа што ти треба, да кажам. Сериозно? Па обично мене ми се има случајно во маркетите кај што има храна, да купам, не знам, еве ориз ќе прашам нешто, па не знам дали е посно, па како и така ме повлече тоа да воопшто, пошто ги ставаш во незгодно тој што ти го нуди, а некако избегнувам да направам на некој, да не му е пријатно, па од дома си носам.
Ама таа организација некако ме наведе да не само и тедновите кои пустам, затоа што ми се случува, например, така едноставно оваа недела Така функционираш да, и да. тешко ми е, подуем стомак, глава ме боли, не сум расположена и веројатно тоа има улога и храната. Секако, и тоа многу има веројатно. Па да, дефинитивно кога ќе изедеш например поголем оброк со месо, со све што оди заедно во тој оброк и гледам да продолжам например додека можам. Не си изгладнувам, ама одбирам например да биде посна здрава храна. Така е. Докаде сме со салатата? Дали треба уште од авокадото да ти помага? Нема потреба, доволно. Колку за вкус? Да, јас не знам сега, јас ставам цитрон во салатата и тоа интересно ставам малце, тива 2 ливчиња ќе ставам чисто колку да даде некој малку по друг вкус. Јас ја ставам цела, значи ја ставам со лушпа, во овој случај изрендана, бидејќи истото го користев и за бомбиците. Аха, добра. Затоа се цитрусни бомбици. Да, затоа се цитрусни. Добра. И безбедно, мислам, нема во јадењето, сигурно ќе, ако има потреба, ќе се извади, но јас ете така, јас сакам и белата кора. Интересно. По кисел вкус, ама добра, убава. Интересно, да. Колку често сакаш вака да си играш со вкусовите, Веле? Многу често да ти кажам и претежно тоа ми е повеќе од татко ми, искрено да кажам, пошто он меша вкусови и во браточетка ми кажува дека во месото стават цвеќиња. Така ми кажа што од мала ставате цвеќиња во јадењето и некако веројатно ми останало тоа дека треба да не дека треба, едноставно ми доаѓа природно. Природно ти доаѓа, Природно ми да. доаѓа да мешам вкусови, многу ми е, како да кажам, многу ми е убаво кога ќе едно со друго се надополнува, да кажам. Да, буквално е така. Јас чисто сум знала јаболко да вметнам во салата, ама овој тип на салата не сум го пробала во ваква комбинација, така што ќе биде интересно денес да се дегустира. Значи, скоро сме инили при крај со салатата, значи ставивме марула, рукола, зелена салата, авокадо, претпоставувам тука може да дојде и краставичка или се што им се наоѓа по дома на гледачите за да може да го искористат. Може да се вметне внатре, да. Важно е дека основата е со леќа, овој пат не е црвена, туку е кафена леќа, исто претпоставувам одстоена, сварена. Ја варев, значи моите зачини што јас ги користам е ловоров лист, сол и црна пипер обавезно. Тоа ми е како Така во таква течност ја вариш, така со тие зачини. Да, прво ја зачини. ставам, значи директно ја мијам убаво да излезе таа од неа. Ќе видите кога ќе миете леќата, ќе почне да пушта по различна боја. Ја ставам после тоа во вода 2-3 прста над висината на леќата во тенџерето и ставам ловоров лист, потоа ставам црвена пипер, сол, црна пипер. Што сакате тоа? Јас знам да ставам и куркума внатре, и така ми дава некој убав шмек и тоа ми е зачин што редовно го имам дома. Сериозно, куркумата? Многу ми во смути го ставам и го има и во бомбиците го има. И го има во бомбиците и не се ни чувствува. Ајде баш ќе пробаме, да, и да не се чувствува, ама дава така некој убав шмек како афтер тест во устата. И ја оставив да се вари. Ја исцедив, не ја миев, само ја исцедив и ја оставив да се олади. Обично така јас знам да постирам неколку објави имав предходно, кај што правам како да се конзумира салатата, како да се спрема например неколку денови однапред. Па може ова све да се спреми дали заедно од вечер за наредниот ден, може за наредните 2 дена, може да си седи во фрижидер, може све да ви биде веќе исечкано, спремно и само да ги пакувате. Точно, да не се жалат луѓето дека немаат време, едноставно ќе се сложиш со мене, се е до добрата организација. Значи, ако добро се организирате, можете да имате здрави оброци буквално секој ден и сите оброци да бидат здрави. Ова е нашата салата од леќа. Сега да преминеме на десертот. Имаме цитрусни бомбици од, како рековме, непечени бадеми? Да, од непечени бадеми. Од непечени бадеми. Да се избришам, да немаат вкус на лук сега на кроми, пардон. Сакаш и дезинфекција? Ајде, може. Да ги запазиме сите протоколи. Ова ќе тргнеме што не ни е потребно. Нели дел од смесата ти ни ја донесе тука, затоа што потребно беше да се меле. Обични и за помош да завршиме, ние се подготвено. Вака сега, тука јас имав од дома спремно неколку бомбици. Добро. Кај вас или кај вас? Еве јас ке ти која камера ќе може да ја долови и смесата и бомбиците, а сега ќе ти дадам и тањирче во кое што ќе може да ги сервираме. Еве во ова тука.
може и за тебе, Марко, ева смесата и ќе направиме. Цитрусни се од непечени бадами. Имаат малку и куркума, слушна? Да. Ма виде фацата со окорени очи. Да. Еве, супер тањирче ни одбра. Повели да преминеме на моделирање и на бомбиците. Претпоставуваме многу едноставно. Да, само што се е потребно и ако гледачите ќе го видат и рецептот. Бадеми, јас обично користам, ова е за 12 до 14 бомбици. Ставам 100 грама непечени, како е кесичката, така. Значи, обично готвам по чувство, искрено, ама ете, нека бидат 100 грама бадеми, тие се блендираат заедно со 6 до 8 урми. Добра. Не ги киснам урмите, претежно ми се оние, знаете, по маркети што ги има со коска, свежи се, но не се уште исушени. Ако се исушени, да, тогаш малце покиснете, ги процедете за смесата да биде полесна за во блендерот, да издржи подолго. Добра. Све заедно ставив во блендер, значи ставив ванила екстракт, кокос, прстофат сол и ванила. Ајде, уште еднаш ќе те замолам, не те фокусирав. Гледав и колегите од режија да не го пуштат и рецептот, за да видат и останатите гледачи, да да повториме уште еднаш. Имаме непечени бадеми, урми, куркума заечен имаме, сол, имаме кокосови сневолки и имаме 6 до 8 урми. Ова заедно. Добро. И најбитното ќе го заборавев, кора од цитрон. Од еден цитрон, ситно рендана, но може да биде и од лимон, од портокал, од што вие сакате од тоа. Вале, го барам кокосот, нешто со збунета. Ева го. Не, чекај, ева го. Теглан или не беше? Ева го. Ете го. Ова е кокосот. Ке ги да, може. Не мора сите, пошто веќе има... Јас го користам валкат, не знам дали е правилниот збор, искрено. Сега тука направив... малку да истуриме кокос. Може, супер. И може... Може дел од нив да ги направиме во кокос. Може, да. Инаку јас одбрав тоа, го нема на рецептот, несвесно го одбрав тоа, да додадам какао внатре во смесата, така што може и да се изостави, а може и да биде внатре. Јас често или во оревчиња, или во кокос повторно, или во какао на крај. Тоа и се сакав да потенцирам. Спомена ти дека често готвиш од интуитивно како ќе ти дојде, а и двата рецепти кои што денеска ги презентиравме, и салатата од леќа и конкретно овие бомбици, исто така оставаат простор за игра на самите гледачи или на оние кои што ќе ги подготват, така што претпоставувам и да наместо бадеми може да се користи било која друга јатка, оревчиња, значи све што сакате, све што имате може сите заедно, ама може да и со какао, без какао. Да, обавезно јатките прво мелете ги да не имате проблем после. Пошто некои се покрупни, некои се полесни за и повеќе полесно се дробат. Супер, ова е одлична ужина, така? За време на работни опрски. Ужина, да, за да те крене малку, да кажам, пошто има сепак шекер внатре, но дефинитивно не треба само ова да биде ужина. Нормално. Пошто ги нема сите нутритивни вредности внатре, ама е, да кажам, еден вид на здраво благо, што нема да ти биде после ниту тешко, ниту пак ќе биде криво што си го изел. Така е, да. Значи, ако сакаме благо, можеме да си ги направиме овие цитрусни бомбици. Валя, се надам дека убаво си помина со нас. Ако е така, дефинитивно ќе се дружиме повторно. Времето брзо ни летна. Се надевам дека за гледачите бевме корисни, едукативни и дека ги запишавте овие рецепти. Многу често ни пишуваат по социјалните мрежи за рецептите, па чисто да потенцираме дека нашиот YouTube канал е достапен или во секое време и веднаш по завршување на емисијата се објавуваат сите разговори, а се разбира и оброкот на денот. Така што денес, само да извадиме салатата. И, значи, салата со леќа и бомбици цитрусни со непечени бадами, тоа се нашите два рецепти подготвени од Валентина Пргомет. Вале, ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас уште еднаш. Одлично друштво беше. Фала ви и на сите вас кои што го проследивте и овој разговор. Останете на Телма, се разбира, следуваат и сите останати содржини за денешното утринско шоу.